Овој ден пред точно 6 години беше еден од најпотресните и нетажните моменти за Македонија. На денешен ден кај Нова Градешка, на пат за Загреб, загина музичката икона Тоше Проески. Во моментот на цутот на својата кариера, кога сериозно се размислуваше да настапи пред светот, представувајќи се себе си и Македонија. За жал, тоа остана неостварен сон на Тоше, кој со своите 26 години неверојатно имаше голема популарност, многу љубов кон сите и квалитетна музика за која живееше. Со оваа вест ги започнуваме урбаните вести. Останете со нас. Од 17 до 22 октомври Македонија домаќин на Џифуни филмски фестивал. Помислете и на нас, кампања за помош на гладните. Отворена фабриката Вптекс во општина Илинден. Во населеното место Кадино, општина Илинден, денеска свечено се отвори фабриката за производство на работна и заштитна облека Вптекс Македонија на холандската фирма Ван Пуенброк Текстил. Фабриката имаше 50 вработени, а од 1 ноември нивниот број ќе биде зголемен на 100, со воведување на втора производствена линија. Инвестицијата е вредна 2 милиони евра. Прилог на Тобислав Атанасовски. Холандската фирма Ван Пуенброк Текстил денеска свечено ја отвори својата фабрика во Македонија. Фабриката Вптекс Македонија во населеното место Кадино во општина Илинден ќе произведува работна и заштитна облека. Оваа компанија има лидерска улога во меѓународниот пазар за професионална индустријска и заштитна облека од високо квалитетни материјали со традиција долга речиси 150 години. Холандската компанија започна да реализира својата инвестиција во Македонија вредна 2 милиони евра во септември 2012 година, кога беше поставен и камен темелникот. Радосни сме што Вптекс Македонија како директна холандска инвестиција, како директна странска инвестиција, затоа што знаеме дека ќе донесе нови технологии, ќе усвои нови практики, ќе пренесе многу знаење, отворање на нови работни места, а со тоа и решавање на екзистенцијалните прашања на повеќе семејства од нашата општина и регионот. Најдобра препорака за поволна бизнис клима во Република Македонија, во општина Илинден, се токму директните странски инвестиции и домашните компании кои се дел од бизнис семејството, компании кои ќе носат економски раст на општината и значително намалување на невработеноста. Работиме на промоција на поволна инвестициска клима, со целосна поддршка на владата на Република Македонија, со целосна поддршка на министрите во владата на Република Македонија. Работиме на привлекување на странски и домашни инвеститори и посветени сме да се почувствува помошта и поддршката што ја нудиме на компаниите. Нашата заложба како влада и војнина е да продолжиме со подобрување на бизнис климата во земјата, со промоција на македонските инвестициони можности во странство, со непосреден контакт со компаниите и партнерски однос, како што претходно напоменав, со деловниот сектор во нашата земја. На тој начин верувам дека и други многу компании од Холандија, од земјите од Европската унија, ќе го следат примерот на Ван Пуенброк и други компании кои веќе инвестираат во нашата земја. Мисијата на овој производствен капацитет на Вптекс е да им излезе во пресрет и да ги задоволи очекувањата и желбите на купувачите со систем за брза реакција и одговор. Вптекс Македонија има 50 вработени, а нивниот број ќе биде зголемен на 100 од 1 ноември со введување на втора производствена линија. Во првиот квартал на 2014 година ќе следува и трета производствена линија. Во кинотеката на Македонија денеска се одржа 7-та детска ликовна изложба Свети Пантелеймон. Оваа свечена манифестација ја отвори градоначалникот на општина Карпуш Стефчо Јакимовски, кој воедно ги додели и наградите за најдобрите ученици уметници од училиштата во Карпуш. Драго ни е што општина Карпуш ве поддржува во една навистина племенита работа за развивање на вашите креативни способности во делот на уметноста. И јас се надевам дека секоја година што ја даваме поддршката на оваа ликовна колонија и поттикот што го даваме на најмладите жители во општина Карпуш, ќе биде причина повеќе да некој од вас
го одбере овој позив уметноста како свој животен позив кој што ќе може да допринесе да биде некој од гордите ликови уметници кои што ги има општина Карпош, а за наша среќа такви академски сликари и ваери општина Карпош има навистина многу и со кои што се гордее. Вкупно 752 лека од денеска во аптеките се продаваат по намалени цени. Намалувањето на максималните цени на лековите е четврто поред. Вкупната проценета годишна заштеда на годишно ниво за граѓаните, јавните здравствени установи и буџетот со ова октомвриско намалување на цените на лековите е околу 740.000 евра. Значително намалување има кај сите фармакотерапевски групи на лекови, посебно кај антинеопластици, лекови за кардиоваскуларен систем, антибиотици, антимикробни лекови, антивирусни лекови, седативи, антиревматски, како и лекови кои делуваат на желудник. Со намалувањето се опфатени како лековите за болничка употреба, така и лековите кои граѓаните ги купуваат во аптека. Согласно методологијата за одредување на цените на лековите и изготвената анализа од Бирото за лекови, се намалуваат цените на 337 иновативни лекови и оригинатори, како и 415 генерички лекови. Процентуално намалување на максималните цени на оригинаторите и иновативните лекови изнесува од 1 до 81%, односно просечна цена на намалување на лековите изнесува 743 денари. Вкупната заштеда кај оригинаторите и иновативните лекови изнесува околу 106 милиони денари. Министерот за здравство изјави дека и понатаму продолжуваат заложбите на владата и на Министерството за здравство за намалување на цените на лековите, како и овозможување на поголема достапност на лековите кои се неопходно потребни за одржување на здравјето, превенирање или лекување на одредени заболувања. Меѓународниот ден за борба против гладот, 16 октомври, Црвениот крст на Македонија го одбележа со промоција на кампањата Помислете и на нас, која ќе трае до 22 октомври, а во која ќе учествуваат повеќе од 12.000 компании. Елизабета Дамјановска. 1/8 од светското население живее во екстремен глад и сиромаштија. Секоја година поради хронична ненахранетост умираат околу 2 милиони деца. Вака генералниот секретар на Црвениот крст на Република Македонија Саид Саити го започна апелот за вклучување во хуманитарната акција, која ќе се реализира во соработка со образовно-воспитните институции, компании и здруженија на граѓани. Со акцијата која се одвива под мотото Помислете и на нас, се одбележува 16 октомври, Меѓународниот ден за борба против гладот. Хуманитарната акција ќе трае до 22 октомври, а средствата што ќе бидат собрани ќе бидат наменети за обезбедување храна и помош на сиромашните. Црвениот крст на Република Македонија со организирањето на оваа кампања и со организирањето на многу други хуманитарни активности се приклучува кон напорите што владата на Република Македонија, односно Министерството за труд и социјална политика ги прави во правец на намалување на сиромаштијата и социјалната исклучуваност на граѓаните. Но преку општинските организации Црвениот крст на град Скопје, во соработка со образовно-воспитните институции да се превземат следните активности: акции за обезбедување помош во храна во училиштата, акции за обезбедување парични средства преку вредносните бонови. Во соработка и подршка со компаниите, односно граѓаните, би се спроведувале акции за обезбедување на помош во храна, донации од компаниите кои произведуваат таков вид на стока, акции за обезбедување помош во храна во соработка со големите маркети, акции за обезбедување на солидарен оброк во соработка со гостилници кои подготвуваат храна, хуманитарни забави, поставување на штандови на кои ќе се постават промотивни материјали и вредносни бодови. Светскиот ден за борба против гладот се одбележува за да се подигне свеста на населението за овој голем проблем. Во рамки на кампањата, Црвениот крст ќе соработува со училиштата, така што ќе се обезбедува храна за децата од социјално загрозени семејства. Придонес во кампањата против гладот ќе дадат и гостилници, маркети, пекари. Со акцијата ќе бидат опфатени повеќе од 12.000 компании, а собраните средства ќе се дистрибуираат преку општинските организации на Црвениот крст до ранливото население во Македонија.
Во светот секој 8 човек е гладен. Помислете и на нас. Кампања за денот на гладта 16 октомври. Донирајте 100 денари со повик на броевите 070 075 или 077 143 400. Во минатогодишната акција беа собрани 700.000 денари, од кои беа направени 150 пакети и им беше помогнато на 3.000 граѓани, додаде Саити. По повод денот на писателите во затвор и 10-годишниот јубилеј од основањето, Меѓународниот ПЕН денеска објави конкурс за беседи на тема Дигиталната слобода и писателот. Право на учество на конкурсот имаат млади писатели, творци, постдипломци, студенти и интелектуалци на возраст од 35 години. Конкурсот е отворен до 25 овој месец. Од колекцијата за поезија, фикција и есеи на Меѓународниот ПЕН информираат дека беседите треба да бидат напишани на македонски јазик и да не бидат подолги од 2000 збора или 4 страници од стандарден Word документ, со користење програма за јазична поддршка, да бидат автентични и првпат подготвени за конкурсот, да ги почитуваат општите начела на повелбата на Меѓународниот ПЕН и неговата декларација за дигитална слобода. Доставената беседа треба да биде придружена од кратка наративна биобиблиографија на авторот. Изборот на најдобрите беседи ќе го направи стручен селектор на разноликост. Резултатите од конкурсот ќе бидат објавени најдоцна до 1 ноември 2013 година на веб страницата на Разноликост. Авторите на избраните беседи ќе ги представат лично на јавен настап во рамки на традиционалното одбележување на Меѓународниот ден на писателите во затвор 15 ноември. Предвидени се специјални награди за првонаградените беседи и настапи. Избраните беседи ќе бидат објавени на веб страницата на Разноликост. Филмскиот фестивал Джифони Филм Фестивал, кој за прв пат ќе се одржи во Македонија од 17 до 22 октомври, ќе изобилува со богата филмска и едукативна програма, која ќе опфати 11 играни филмови, 13 краткометражни филмови и 13 работилници кои имаат за цел да ја развијат филмската култура кај младите во нашата земја. Од 17 до 22 октомври Македонија ќе биде домаќин на првото издание на Филмскиот фестивал за млади Джифони Македонија. Фестивалот ќе се одвива на две локации во Скопје, во Младинскиот културен центар и Кинотека на Република Македонија. Директорот на Филмскиот фонд Дарко Башевски на денешната пресконференција соопшти дека првиот филмски фестивал ќе изобилува со богата филмска и едукативна програма, која ќе опфати 11 играни филмови, 13 кратки филмови и 13 работилници кои имаат за цел да ја развијат филмската култура и естетика кај младите во нашата земја, а при тоа и добро да се забавуваат. Првото издание на Филмскиот фестивал Джифони ќе изобилува со богата и филмска и едукативна програма, која ќе опфати 11 играни филмови, 13 кратки филмови и 13 работилници кои имаат за цел да ја развијат филмската култура и естетика кај младите, креативноста на младите во нашата земја, а при тоа и добро да се забавуваат. Присуствува официјална делегација од Италија од 27 члена, од кои што половината се деца, кои што ќе бидат во меѓународното жири. Останатиот дел се официјални лица на фестивалот, на институции, на Министерството за култура, кои што ќе остварат официјални средби за продлабочување на соработката меѓу Италија и Македонија, а исто така ќе имаме и деца учесници од други земји. Најважниот момент од целиот фестивал е детското жири, кое за прво издание кое го имаме ние во Македонија е доста многубројно, изјави Елена Величковска, извршен директор на Джифони М. Станува збор за околу 400 деца кои што ќе бидат дел од жирито и се поделени во 3 возрастни категории. Доста работилници и во најмалата возрастна категорија, односно 10+, но и за постарите. Се работи за работилници кои што
ќе им овозможат на децата едно надополнување на се она што го гледаат во официјалната филмска програма, да потоа се обидат истото самите да го применат. Зборуваме за работилници за филм, работилници за фотографија, работилници за танго и сите тие се обединети од таа тема чекори, која што ги води во неколку насоки. Чекори како почетоци, чекори како премини во повеќе култури, чекори како премин од една фаза во друга. И благодарение на оваа тема имаме работилници кои што навистина се надеваме дека на крајот на свеченото затворање ќе ни дадат еден убав културен производ кој што ќе биде дел од сето она што го сработиле децата во текот на фестивалот. Фестивалот Джифони со својата 43 годишна традиција е своевиден бренд на Република Италија и на италијанската култура поради квалитетната селекција на филмови и гости, но и поради социјалниот и едукативниот карактер и значењето на фестивалот. Секоја година над 50 земји испраќаат своји делегации на овој фестивал, кои придонесуваат овој настан да биде отворена сцена за културна интеракција на младите луѓе од целиот свет. Една од главните определби на фестивалот Джифони е неговото ширење на сите континенти. Токму затоа Република Македонија од оваа година ќе им се придружи на останатите земји: Австралија, Полска, Германија, САД, Бразил, Канада, Мексико, Сингапур, Белорусија, Данска, Финска, Франција, Бугарија и Албанија, кои во изминатиот период реализираа навистина успешни изданија и на овој фестивал и кои го анимира интересот за филмската уметност на младите луѓе од целиот свет. Скопското астрономско друштво организира нов циклус предавања на популарни астрономски теми. Сите кои сакаат да дознаат повеќе за црните дупки, кометите, Млечниот пат и слично, имаат можност тоа да го сторат на овие предавања. Предавањата ќе се одржат секој четврток во периодот од 17 октомври до 5 декември, со почеток во 20 часот во барака 3 на Факултетот за електротехника и информацијски технологии во Скопје. На предавањата може да присуствуваат сите заинтересирани лица кои би сакале да слушнат повеќе за црните дупки, кометите кои ќе можат да се видат во текот на ноември, ќе се даде одговор на прашањето зошто не можеме да го видиме Млечниот пат од Скопје и многу други интересни теми. Концертот на виолинистот Љубиша Кировски и пијанистката Маја Шутевска-Кировска вечер во Музејот на град Скопје го отвара 7-миот фестивал на музичките уметници на Македонија Златна лира, кој ќе се одржува до 25 октомври. Тие одбележуваат 20 години уметничка дејност. Нивниот јубилеј ги посветиле на композиторите Елизабета Илиевска-Бете и Тодор Трајчевски. Фестивалот посветен на камерната музика од македонски автори оваа година е фокусиран на дуото концерти, па покрај Кировски-Шутлевска во Музеј на град Скопје ќе има уште 2 концерти со двајца изведувачи. Во склоп на Златна лира ќе биде и традиционалниот концерт на студентите од вокално-инструменталниот оддел на Факултетот за уметничка уметност, кој ќе се одржи на 17 октомври на Факултетот за музичка уметност. Покрај музичкиот дел, фестивалот ќе биде збогатен и со промоција на книгата Мојот живот во музиката, спомени за развојот на класичната музика во Македонија од долгогодишниот концерт мајстор Ѓоко Николовски. Организатор на Златна лира е Сојузот на музичките уметности на Македонија, чиј председател Љубиша Кировски на пресконференцијата рече дека македонските сцени треба да бидат поотворени за македонските музичари, а да не ги протежираат странските изведувачи. Агенцијата за млади и спорт упати повик до сите субјекти кои управуваат со спортските објекти, да ги одржуваат според прописите и да овозможуваат безбедни активности за сите корисници. Сите субјекти кои управуваат ги одржуваат и стопанисуваат со објектите за спорт, со секоја уредна површина и објекти кои се во функција на вршење на спортските активности имаат обврска истите да бидат функционални и безбедни, стои во соопштението на Агенцијата за млади и спорт. Од АМС им укажуваат на овие субјекти дека според Законот за спорт, сите спортски објекти без оглед дали се во сопственост на Република Македонија, на единиците на локалната самоуправа или пак се во приватна сопственост,
активност мора да бидат предмет за постојана грижа и обсервација, се со цел учениците, студентите, спортистите и граѓаните безбедно да се рекреираат и спортуваат. Во таа насока, Агенцијата за млади и спорт за наредниот период најави заеднички активности со собствениците на објектите, со кои ќе се проверува функционалноста, опремноста и безбедноста на спортските терени во Република Македонија. По продолжение одиме со спортот. Завршија квалификациите за пласман на светското првенство во Бразил. Македонија со најслаб квалификацијски циклус во историјата. Ова и останатите вести од спортот ги гледаме после рекламите.